Господине, дали собранието треба да ги усвои уставните измени кои бугарите и другите малцинства ќе влезат во уставот? Ја мислам, тие што се во собранието од власта да си одат од таму, да ги ослободат местата на оние што си ја сака државата. Тие се непожелни за Македонија. Тие сите треба да завршат во Шутка и Дризово или на Голи оток, кај што одеа комунистите на времето. За тоа заслужуваат, ништо друго. Треба и тоа поткитно. Треба за добро за државата, за Македонија, за младите. Ни отидоа младите у странство. Ќе останемо без омладина тука. Значи со старо население. Треба да се сите тие, бугари, хрвати, словенци, сите тие националности, да се внесат во уставот и поткитно да се изгласа во собранието. Никако не треба да прифатат тоа, не да усвојат. Ова е срамно што се случува за ова држава, за овој народ што живее овде. Никако да се прифати. Одма да се откаже тоа. А дали во Македонија животот ќе се смени доколку станеме членка во ЕУ? Ќе биде полошо, а не да се смени. Зошто така мислите? Мислам затоа што Македонија не е пожелна како прво во Европската Унија, а причината, мислам, знае секој. Ние сме православен народ, католиците не го сакат православниот народ. Во ЕУ влегување нема. За 10-15 години во ЕУ нема шанси. Па може би се сменил, меѓутоа сепак по секоја цена не би сакала. Па ќе се смени. Сигурно тоа. Сигурно. Ќе има пристапни фондови, ќе има во и тие разни помоши од Европска Унија и од Америка нешто. И така нешто ќе биде подобар живот, мислам. Во колко влеземо во Европска Унија, во колко не, сме го нагребусале. Уште ќе биде по катастрофа, по криза и за пензионери, и за млади, и за све. Сигурно би бил подобар. Сигурно, за тоа сигурно. Сите сме за тоа. Кои европски вредности ни недостасуваат во македонското општество? Многу. Прво, судството е на минус нула, не на нула, него минус, иц по нула. Овие примањата, пензиите на пензионерите, еден пензионер со неговите примања може да помине 3-4, најмногу 5 дена со тие пари. Останатите 25 дена ќе оди по контејнерите да бара храна или да моли некој да му даде некоја помош. Сите европски. Ниедно немаме Европска Унија. Сме се на нула. А кои вредности? Може би култура, потоа многу помалце корупцијата да се сведе на минимум. Мислам дека ова навистина на ништо више не личи. На све личи, само на држава не личи. Па има тука што недостасуваат европски вредности. Има тука уште, нема толку кај нас култура, едно друго. И кога би влегле во Европска Унија, ќе се смени. Многу подобро за све нешто и за култура, и за опште за све. Ќе биде подобро за македонскиот народ и за другите што живеат во Македонија. За сите народи. Па недостасуваат многу работи. Например? Стандардот многу низок. Еве као ние што сме пензионери. Има луѓе со 10-12 илјади. Срамно е за ова држава. Некои си качуваат плати 100%, на некои 5% или 10%. Како не им е срам на тие што качуваат 100% плати? И тие водат држава. И тие ќе ти судат. Што ќе ти судат тие? Срамно е што седат у тие судови таму. И никаква пресуда немат за никого донесен. Само политички работи прават. И со договори. Дали опозицијата треба да попушти за да се донесат уставните измени? Треба да ги заоштри мерките, а не да попушти.
и да ги истера, не милум, силум. Не треба да попушти. Никогаш не треба да пропушти. Треба да стојат на ставот што се заземале и на тоа да останат. Дали ќе се сузбие корупцијата и криминалот во државата ако ги усвоиме европските вредности? Не мислам, зашто корупцијата во Македонија толку е длабоко навлезена, што ќе треба време и честни луѓе да ја искоренат. После промена на власта, сите овие треба да завршат во затвор, да не речам на бесилка. Тоа е тешко. Јас сум постара, вие сте млади, ама тешко оди многу. Не. Корупцијата не се спојува. Никогаш нема да се искорени. Па може би ќе има поголема контрола, меѓутоа јас сметам дека од нас граѓаните зависи. Поголем притисок единствено е тоа начин. Дури не дојдат од надвор некои овие сите да се исфрлат, нови луѓе да дојдат, се така ќе биде. Никогаш нема корупцијата да се искорени. И кој да дојде и кој да владе. Тие се поврзани као што викаат мафија, голема мафија. Па ќе се сузбие кога ќе влеземе во Европска унија, ќе се намали. И тоа со многу голем број. И корупција, тој мито, полека ќе чезнуе, мора. Пошто ќе бидеме членка на Европска унија и тогаш мора. Дали некогаш лично сте се соочиле со корупција во некоја јавна државна институција? Видете, јас со корупција се уште не сум се соочил, затоа јас сум обичен граѓанин, нема што да бараат од мене, али со услугите што треба да ги добијам, сум многу разочаран. Во кои институции? Во сите. Нема некоја да речеме таму добро. Во било која, јас поднесов барање пример на крајот на мај месец за ѓубретарина, комуналец. Да плаќам 50%, пошто во извесен период од годината во мојот стан, во мојата куќа не живее никој, а ја плаќам целосно. Уште немам никаков одговор. 2 месеца и кусор. Што институции се тие? Кој правди ги има? Значи, ја ќе бидам приморан да одам таму, да платам автобус, да платам такси, да ме однесат до таму, да прашам зошто се уште проблемот не го решава. Значи, нема институција што не е корумпирана. Се е тоа корумпирано, од чистачот до директорот. Не. Не сум бил во друга држава, ни со корупција. Да, Во кој? во здравство. Па не сум ја директно, ама вака ја би критикувал ова државна администрација, тражат пари, ништо не работат и ако отидеш нешто да завршаваш некоја работа, треба да чекаш со години, со месеци и со тоа. Не е како порано. Државната администрација не е ажурна. Може да кажем, према како што беше порано, ништо сега. Ќе трчиш таму, вамо, на крај ништо, ќе даваш пари, ќе нодиш и така. Па со корупција, овдека секаде има корупција, нема кај што нема. Еве, ја имам на суд поднесено еден предмет, ова што не ни плаќа порано за пензионо. 6 години, еве, нема уште да ми дојде пресудот. И што да очекувам од судот? Суд не постои посебно овде кај нас, опште не постои. Еве, 2 години е на апелација, нема одговор никаков. И што да очекуваш од тој суд? Што да веруваш у него? Срамно е за овие луѓе овде кај што живеат во оваа држава. И затоа сите напуштат и се одат. И ја да сум на нивни години, и ја би отишол некаде. Ама више нема кај да одиме, ние мора тука да останеме.